Граѓаните и фирмите бараат спас од кризата во задолжување кај банките и покрај поскапите камати. Најновиот извештај на Европската инвестициска банка детектира зголемено кредитирање, но и заострување на кредитните услови во Македонија и во регионот. Она што загрижува е што проекциите за наредната година е дека трендот ќе продолжи и ќе се зголеми, а условите нема да се подобрат. Извештајот на Инвестициската банка покажува дека во наредните 6 месеци ќе се зголеми и бројот на нефункционални кредити, односно тоа се кредити кои не се отплаќаат редовно. Ваквиот сигнал е неповолен, па од тука и очекувањата во Македонија да нема дополнителни затегања на кредитната политика, туку да се направат напори за олеснување на условите за достапност до финансии. Банките очекуваат севкупната побарувачка за кредити дополнително да се зголеми во текот на следните 6 месеци, иако со поумерено темпо со барањата за обртни средства на фирмите за покривање на потребите за ликвидност како главен двигател. Фиксните инвестиции и малопродажните сегменти, вклучително и за потрошувачки кредити и домување се очекува да се намалат. Извештајот покажува дека во Македонија најпогодени од заострување на кредитните стандарди беа малите и средните фирми, но негативен ефект почувствувале и големите компании. За 2023 година се предвидува пад на бруто домашниот производ на 3% и забавена економска активност, но ќе расте побарувачката за кредити. Во Македонија ќе има зголемена побарувачка на потрошувачките кредити и на хипотеките. Според економистите во Европската инвестициска банка, анкетата е важна за да се предвиди економска активност на земјите.